Добар ден, драги гледачи, добродојдовте во македонската кујна. Денеска ќе покажам како се прави селско месо. За да се направи селско месо ни треба месо. И употребувам во оваа манџа свинско месо кое го имам купено цело парче и го исеков на мали парчиња. И ова е многу меко, го викаат тука да pork tenderloin. Ова месо прво ќе го запржиме на висока температура со малце кромитче и потоа ќе ги додаваме другите работи и ќе видите како оди работата. За да го направам селското месо ми треба едно поголемо тенџере вака, во кое ќе ставам четвртина чаша маслиново масло. Тоа е најубаво и најздраво масло за готвење. Ќе ставам тука сијалицата да ми се гледа убаво. И сега ќе чекаме да се стопли убаво маслото и како и секогаш најпрво додаваме малку кромитче пред да почнеме да пржиме месо, затоа што кромитчето дава многу убав вкус на јадењето и на месото и кога ќе се испржи малку ги отпушта шекерите што се во него. Еве како што гледате, не го ставам цело, ќе ставам малку од оваа кромитче, што е ситно и сеткано. И откако ќе се пропржи малце, ќе го додадам месото, кое не е масно, е многу убава худина месо. И ќе чекам да се испржи малку. И на оваа манџа не додавам вода воопшто, затоа што работите што ги ставам во неа, ќе пуштаат самите сок. Откако ќе се пропржи малку месото, ќе додадам миродии и се разбира, на едно големо тенџере манџа ни треба да ставиме 2 лажичиња сол. Тука имам 1 лажиче црн пипер, 1 лажиче зачин, тоа е наша миродија од Македонија. Ако сакате малку да ви љути, можете да ставите половина или цело лажиче буковска пипер или како тука ја викаат чили пепер. И на крајот се разбира малку една капка ќе ставам водичка. И на крајот ќе ставам црвена пипер околу 2 лажичиња. Еве како што гледате, сите миродии ги ставивме во месото. И сега ќе го оставиме месото малце да се испржи. Ова пржење се станува на повисока температура. И откако ќе се испржи месото, малку 10 минути да се зацрвени, ќе додадеме кромит околу 3 поголеми главици, кој е исечен вака на ливчиња. Ќе го измешаме убаво месото со кромидот. Ево видите што убаво изгледа. А потоа ќе додадеме половина кило печурки, кои што се претходно исчистени и исечени на мали парчиња. Печурките исто така многу ги употребуваме во готвењето. Се многу вкусни. И на крајот, пред да го покријам тенџерево и да го оставам околу 20 минути да крчка од озгора, ќе додадам 1 до 2 чаши сос од домата. Јас го имам одбрано за ова месо сосот што е оригинал со печурки рагу сос. Тој го наоѓам најубав за ова месо. Не треба многу да се додаде сос. И сега кога ќе го покријам и ќе ја намалам температурата, ќе си крчка
месото и печурките и кромидот ќе испушта доволно вода за да нема потреба да ставаме воопшто вода во него. Еве сега намалено, нека си се пржи тамо. И сега, додека се пржи ова, во меѓувреме ќе направиме мали ќофтенца. Ама овие ќофтенца не ги пржам, затоа што не сакам да употребувам повеќе маснотија од што треба, туку ќе ги печам внатре во шпоретот под броилот. За да направиме мали ќофтенца, ни е потребно телешко месо. Овде имам 1 паунд телешко месо и во него ќе ставам кромитче кое е изрендано, не е сецкано ситно, туку е изрендано. И има доста вода во него и не се познава во ќофтето кој ќе го ставиме. И сега се разбира, треба прво да скршиме едно јајце и исто така да ставиме за 1 паунд мелено месо ни треба половина лажиче сол, половина лажиче црн пипер, половина лажиче зачин и ставам едно лажиче нане или како овдека го викаат минт. И се разбира, за да се држи ќофтето и да добие така пубава форма, ставаме 1/4 чаша трошки од леп. И ова не може да не се измеша вака убаво со рацете. Јајце, кромит, трошки мироди и се. И ќофтето е многу вкусно кога е вака направено. Сега ќе си го измешам убаво. И ова тавче што го гледате овдека ми е намачкано малку со масленце, колку да не се залепат ќофтенцата. Ова доаѓа сега како месење тесто. Еве, убаво е измешано месото. И сега со рацете вака ќе зимате и ќе правите мали ќофтенца. Не треба да се поголеми од тоа и ќе си ги редите во тавата. Ова, драги гледачи, е последното ќофте. Еве сега го ставам тука и еве како што гледате во тавчето ги наредив ќофтенцата мали и тавчето е подмачкано малку и ќе го ставам на најгорното да се потпечи малку, а потоа на броилот, ете броил кажува и тука. И откако ќе се испечат ќофтенцата, се разбира ќе ги превртам, ќе ги додадам на манџата и ќе направиме запршка. Си вари манџата со кромидот и печурките, пак ја покријам малку. После 5 минути, ниту толку, ќе ги извадам. Гледате, се печат, ама не ги оставам многу да се зацрвенат и ќе ги превртам сите вака, да се испечат малце и од другата страна. И причината што не ги печам многу овие ќофтенца е дека ги ставам со манџата уште 1 сат. Еве вака ќе ги завртам сите и ќе ги вратам назад во шпоретот уште малку да се потпечат од другата страна. Еве ќофтенцата се готови. Еве како што гледате, се многу убаво потпечени и ќе ги извадам сега во една чинија и веднаш ќе ги додадам. Видите колку убаво изгледаат. И веднаш ќе ги додадам во манџата и е запршката. Ја направам запршката и ќе ги ставам да се печат во шпорет. Ете така. Ставиме тука салата. Манџата си се вари. Ќе ги додадеме ќофтенцата. Ќе измешаме убаво све.
И сега како последно ќе направам запршка, драги гледачи. И за да направам запршка ми е потребно едно мало тиганче, 2 лажици маслиново масло, да се згрее малку маслото. И потоа ќе додадам 1 лажица брашно, која треба малку да ја пропржам. За да не биде. Еве како што гледате. И сега, пред да го додадам црвениот пипер, тоа му тргнам тиганчето да не ми изгори пиперот. Многу пипер. Запршката во манџата. Вака ќе вратиме назад малку. И сега ќе измешаме убаво се и брашненцето што го ставивме во запршката ќе го оздебели малку сосот на манџата. Затвориме шпоретот. И сега ова селско месо, оваа манџа, најубаво се прави во земјено тавче. Како што гледате, тоа е земјено. И тие се тави во кои нашите луѓе готвеле. И многу убаво готви ова тавче, затоа што бргу се загрева и ја држи топлината. И нема потреба да се готви ручокот на многу висока температура. На ниска температура убаво се крчка за 1 сат. И сега ќе ставам 350 и ќе ја турам манџата во тавчето. Прекрасно изгледа. И вака ќе го измешаме малце. Полно е со месо. Месото е свинско, ќофтенцата се од има кромит, печурки и мироди. И сега ќе го покријам 10 минути, а после 10 минути ќе го извадам капакот и ќе го оставам да си се допечи. И сега ќе си се печи за 1 сат. А сега, драги гледачи, ќе ви покажам како изгледа готовото селско месо. И сега ќе го извадам. И еве како што гледате, многу убаво изгледа. И вака како ќе го измешаме, све се гледа што има во него. Помешаме ќофтенцата, е така. И сега ќе ставам во една чинија. Еве. Ова се вика селско месо со месо, ќофтенца, кромит и печурки. И ова е многу вкусна манџа, само ни треба леп и пријатна вечера. Ќе се видиме до следниот пат. Многу е вкусно.